Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добро дојдовте во епизода 17. Најбитно, зашто губиш пари иако анализата е точна? Затоа што не знаеш кога да влезеш. Денес ќе зборуваме како професионалните трейдери користат multi-time-frame анализа плюс news volatility за да влезат точно во моментот кога маркетот прави движење. Но ајде прво да го запишеме. Multi-time frame execution plus news volatility е денешниот концепт кој ќе го разговараме. Multi-time frame е гледање на различни временски рамки за една иста идеја. Бидејќи како што знаеме дека цената ни се движи фрактално, па така мора да ја пратиме на повеќе таймфреймови. Може да го запишеме. Multi-time frame е гледање и пратење различни временски интервали за една иста идеја. Што подразбираме под гледање и пратење на различни временски интервали? Гледањето има 3 нивоа. HTF структура, односно Higher Time Frame, Direction или правецот на денот, претежно 4 сати или daily. Имаме middle time frame, каде што пратиме структура, гледање на пазарот на 1 сат, па се до 15 минути. И на крај имаме lower time frame, каде што го бараме нашиот entry. Тоа се состои од 5 минутно па се до 1 минута чарт. Значи, клучното од овие 3 нивоа што треба да го запамтиме е дека higher time frame секогаш ни ја покажува насоката на маркетот, а lower time frame
ни кажува или покажува кога да влеземе. Да речеме, кога имаме hard time frame, како што имавме спомнато претходно, на hard time frame секогаш пратиме bias или, попросто кажано, правецот на маркетот. Како што рековме, 4 сати и daily. Добро. Тоа претежно може да не биде bullish или bearish маркет. И консолидација. Гледате вака ќе запишеме. Почесто ќе се среќаваме со рендж, но ние ќе користиме како консолидација. Доколку имаме тренд, трендот е bullish или bearish, доколку имаме движење во страна на цената, односно заглавена во сендвич, тогаш имаме рендж или консолидација. Претежно, секогаш на поголем таймфрейм, кога одредуваме bias, бараме исто така ликвидити зони. И премиум или дискаунт зона. Доколку цената се наоѓа во премиум, бараме сел, бидејќи како што имаме спомнато, премиум не објаснува нешто што е скапо, а дискаунт нешто што е ефтино или на попус, бараме buy. Кога имаме middle time frame, како што спомнавме, 1 сат интервал, па се до 15 минути. Овие таймфремови или временски зони, временски интервали, најчесто гледаме за брейк на структура, и како што претходно имаме спомнато, change of character, секогаш во овој дел на таймфремови потврда дека маркетот прави реверсал или продолжува во истата насока. Потврда дека маркетот го продолжува трендот или прави реверсал. И кога се наоѓаме на
4.3 или lower time frame. Lower time frame, односно нашите таймфремови каде што го бараме нашиот entry. 5 минутен чарт, па се до 1 минута. Овде чекаме liquidity sweep, формирање на ордер блок и формирање на fair value gap, за да имаме потврден entry. Потврдениот entry прво чекаме да настани свип на маркетот, потоа следува displacement и на крај имаме entry. Ова е комбинацијата на трите нивоа на временски интервали. Кога правиме анализа, прво гледаме, одредуваме bias, односно како се движи нашиот ден, дали се наоѓаме во тренд или во рендж, односно консолидација. Проколку се наоѓаме во тренд, се спуштаме на middle time frame, структурен time frame, каде што одредуваме, односно чекаме да ни се случи break of structure и change of character, потврда дека маркетот го продолжува трендот, и на lower time frame го одредуваме нашиот setup за entry. Ова запишете го па да продолжиме понатака. Добро. Ако го немате се уште запишано, ќе потргнам малце на страна, за да можеме да продолжиме со лекцијата. Што се случува? Доколку имаме некаков си ајде ќе земеме вака некој временски интервал. Ова ќе го рачунаме како еден ден, не е точно бележано, но го рачунаме како еден ден. Имаме отварање на пазарот во азиска сесија и цената се отворила со придвижување на маркетот према горе, потоа добиваме напад према доле, цената повторно се балансира, па имаме некаков вид на консолидација и конечно добиваме некаков си тренд. Ова се случувало вечерта во Азија. Нас најмногу што не интересира, бидејќи ние не ја тргуваме Азија, почнуваме со Лондон, што нас се азиската сесија ни оставила. Може да заприметиме дека имаме хај од Азија и имаме лоу. Наше што треба да видиме дека кога сме отвориле hard time frame 4 сати или дели, маркетот
направил придвижување према горе, односно формирал uptrend. Трендот го знаеме. За да имаме потврда на самиот тренд, ние бараме во Лондон брекна структура. Кога ќе добиеме брекна структура, се спуштаме на middle time frame, за да потврдиме дека маркетот го продолжува трендот, дека не е манипулација. Чекаме на нашиот импулс прва корекција и потврда со пробивање на претходниот врв. Кога ќе го добиеме сето ова на middle time frame, се спуштаме на помал чарт, односно на lower time frame, каде што бараме потврда за нашиот entry. Потврдата за нашиот entry во случајов чекаме маркетот да ни даде корекција на самата сила. Тоа може да биде, не мора да значи дека секогаш до 50% ќе се спушти, некогаш знае да влезе во дискаунт зона, односно најчесто да собере ликвидити, да направи displacement со тоа што ќе формира манипулација. Тоа на мал чарт би изгледало вака. И тогаш ние мислиме дека цената прави реверсал, но добиваме исполнување на гап, имаме change of character, sweep и продолжување на самиот тренд. Отприлика нешто вака изгледа придвижувањето на маркетот со самото отварање на азиската сесија. Ова може да се случи во Лондон, но може да трае и во сесијата на Нью Йорк. Не секогаш се случува вакво продолжување на трендот, некогаш знае цената да направи напад према доле во случајов, како да собери само ликвидити од дното во што го формирала азиската сесија, па да го продолжи трендот према горе. Некогаш знае со денови да не го истестира, некогаш знае и со во брз период да биде собрана ликвидност од тоа што останало од претходната сесија. Продолжуваме понатака. Кога ќе ни биде сето тоа исполнето, што го објаснивме, тогаш знаеме дека имаме доста добар сетап и дека може да комбинираме со нашиот entry. Што е многу битно за вестите и волатилноста на маркетот во случување на самите вести. Кога имаме големи вести, имаме големи движења. Големи вести, голем ликвидити. Големи вести, голема манипулација. Ваквите вести се претежно CPI, NFP, каматни стапки и така натаму. Грешките кои ги правиме, голем дел од трейдерите, се тоа што секогаш се влегува предвести,
имаме преголем стоп лос, и тргуваме без план. Затоа, сето ова што го изучуваме е токму ради овие манипулативни придвижувања на маркетот, да можеме да ги избегнеме. Што е најпаметно да направиш кога има вести? Кога имаме вести, не тргуваме. Чекаме да поминат самите вести. Гледаме структура која што ни е формирал маркетот во текот на вестите. И тргувањето е опционално, не е задолжително, но доколку ни се исполнуваат нашите услови за според трейдинг планот за нашата стратегија и доколку имаме можност, може да се позиционираме во трейд. Што чекаме после вестите? Чекаме sweep, displacement и retest. Вестите се алатка за да полесно може да се собери ликвидити. Не се вестите измислени за да ние предвидуваме каде ќе се придвижи маркетот. Секогаш треба да почекаме вестите да поминат, да ни се комбинира нашиот сетап, па доколку имаме можност да се позиционираме во трейд. Правила кои треба да ги испоштуваме: никогаш не тргуваме против hard time frame анализа. Lower time frame setup за entry без одреден bias на higher time frame представува само коцкање со маркетот. Кога имаме вести, не тргуваме. И секогаш мора да чекаме потврда. Доколку сакаме да тргуваме како smart money, мора да размислуваме во повеќе слоеви. Таймфрейм по таймфрейм. Доколку ги испоштуваме сите овие правила, никогаш нема да правиме ревенж према маркетот, никогаш нема да правиме овертрейдинг и секогаш ќе се бориме да си го заштитиме прво капиталот, а потоа, доколку имаме можност, по нешто и да заработиме. Имајте успешна недела, следете ме за повеќе вакви лекции и доколку сакате официјален setup breakdown, пишете во коментар. Ве поздравувам, имајте прекрасен викенд.